Следната програма е возможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Се прашувам колкумина од вас во оваа просторија сте навистина водени од Божиот дух? Во споредба со тоа колкумина сте водени од луѓе, правила и прописи. Дозволете да ви кажам нешто. Да се биде христијанин е многу повозбудливо кога си воден од духот. Сега, да погледнеме во Галатјани, 5 глава, 1 стих. Павле вели: "За слобода Христос ве ослободи, затоа стоите црсти и не се подавајте пак под робски јарем кој што еднаш го тргнавте." Гледате, тие дознале за слободата во Христа. Колкумина од вас бевте пресрекни кога прв пат го примивте Христос? Едноставно се сеќаваш на тие денови, се беше прекрасно се додека некој не почна да те оптоварува со правила. Ти беше најсреќен колку што можеш да бидеш, се додека луѓето почнаа да ти кажуваат што треба да правиш. Се молиш 5 минути секое утро и ти едноставно се поврзуваш со Бог. Ти си толку среќен тие 5-10 минути на утро. И тогаш твојата супер побожна сестра од црква те поканува на доручек и случајно споделува дека таа се моли 3 часа секој ден. И тогаш таа те прашува колку долго ти се молиш. И веднаш почнуваш да се чувствуваш мал. Она за која се радуваше пред неколку минути и која мислеше дека е прекрасно, сега одеднаш токму за истото тоа нешто се чувствуваш виновно. Тогаш ќе отидеш дома и ќе се обидеш да го направиш тоа што таа го прави и тоа ќе направи само да се почувствуваш мизерно. Тоа е она што им се случува на луѓето. Тие го примаат Христос и се чувствуваат прекрасно. Се е толку неверојатно. Тогаш почнуваш да ги учиш сите тие правила и прописи кои што твојата црква те поучува и ако не живееш според нив, тогаш не можеш да уживаш во твојата врска со Бог. Дали има некој овде кој би сакал да поминува време со Бог и едноставно да ужива во него без да мора да се чувствува виновно цело време? А знаете што е тоа? Тоа е она за кое Исус умре. А така овие луѓе беа токму такви. Тие беа толку возбудени. Претходно се поклонуваа на идоли, а сега само што открија дека не мораат повеќе да го прават тоа. Може да бидат спасени според благодат. Но овие јудејци повторно им се прикрадуваа обидувајќи да ги вратат под законот и да ви кажам, така и ѓаволот ќе прави се што може да ве врати назад по некој си закон, знаејќи дека ти не можеш да го одржиш и ти ќе се чувствуваш виновне. Чувството на вина и осуда е еден од нашите најголеми проблеми. Еден од најголемите работи. Така тој рече: "За слобода Христос ве ослободи, затоа стоите цврсти и не се подавајте пак под робски јарем, кој што еднаш го тргнавте." Јас велам, ние освоивме слобода и сега треба да одржуваме слободата. Па така, од што и да се ослободил, ако не стоиш цврсто во таа слобода, ѓаволот ќе ти се прикраде и ќе се обиде да ти ја одземе. Дали си се фатил како на моменти се враќаш на нештото од кој си бил ослободен? Па види, еве што треба да речеш. Не, ѓаволу, нема да ме навлечеш пак на тоа. Од време на време јас се наоѓам во некоја таква ситуација и сум толку многу благодарна кога Бог ќе ми покаже што правам погрешно. Зашто тогаш можам да речам: "Не, јас не се враќам таму повторно. Сум била таму, сум го сторила тоа и не се враќам повторно кон тоа." Потоа тој вели овде во стих 6: "Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту необрезанието, туку верата која действува преку љубовта." Гледате, многу нешто во Стариот Завет беа начини и сенки на она што треба да го правиме денес. Ти всушност требале да поминат низ една вежба, обрезувајќи ги нивните машки деца како знак дека тие ќе бидат покорни на Бог и ќе бидат во завет со Него. Но сега нам тоа не ни е потребно повеќе. Оно што Бог го бара е обрезано срце. Оно што Тој го сака е да не живееме во телесност, туку да бидеме водени од Духот Божи. Се прашувам колкумина од вас во оваа сала сте навистина водени од Духот Божи. Во споредба со тоа колкумина се водени од луѓе, правила и прописи. Дозволете да ви кажам нешто. Да се биде христијанин е многу повозбудливо кога си воден од Духот. Амин. Она што луѓето го прават доста често, како на пример, кога правиш добри нешта, дали некогаш се чувствуваш како сега Бог да ти должи нешто? Видите, кога ние минуваме низ испит или нешто лошо се случува во нашиот живот,
Ако приметиш дека си велиш, како може ова да ми се случи на мене, Господи? Јас одам на црква секоја недела. Како може ова да ми се случи мене? Јас се молам секој ден. Како може ова да ми се случи, Господи? Јас давам десеток во црквата постојано. Тогаш едноставно тоа ни е знак дека она што го правиме со погрешна причина. Не го правиме тоа затоа што го сакаме Бог, го правиме тоа за да заработиме поени кај Бог за тој да ни е должен. Бог не ми должи ништо за тоа што јас споменав 42 години проповедајќи го неговиот збор и студирајќи. Јас си го дадов животот за ова цели 42 години. Тој не ми должи ништо за тоа. И ако нешто би се случило во моето семејство кое јас не би го разбрала, најлошото нешто кое би го рекла на Бог би било: како можеше да дозволиш ова да ми се случи после целото мое служење, сите овие години? Тогаш навистина, јас не сум му служила со правилната причина. Јас сум му служила за да добијам нешто за возврат. Исто така, ако правиш добри нешта за да ги импресионираш луѓето, тоа е проблем. Ајде за минуто да погледнеме во Матеј 6 глава. Гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето само за да биете забележани од нив, зашто ако го правите тоа нема да имате награда од вашиот татко кој е во небесата. Кога даваш милостина, не разгласувај пред тебе како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна и твојот татко го гледа тајно ќе те награди јавно. Нам толку ни е тешко да си ја држиме устата затворена за добрите нешта што ние ги правиме. Ние сакаме барем малку пофалба. Сега, ќе ви раскажам една моја случка. Се забележам како го правам ова минатата недела. Јас имав, ги знаете, оние конференции кои ги организирам и од таму дојде телевизиското поучување. Но потоа јас одам во телевизиското студио и ставам почеток и крај. Јас давам заклучок на поучувањето, потоа нудам некои материјали за тој ден или пак ќе додадам нешто друго. За секој ден од тие додатоци јас морам да се пресоблечам. И така најмногу што се имам пресоблечено во еден ден беше 12 пати. Но кога отидов пред некој ден требаше да се пресоблечам 17 пати. И така почнав да ја кажувам на луѓето: луѓе, требаше да се пресоблечам 17 пати денес. Сега кога добив токму тоа што го очекував, мора да се шегуваш. Мислам, јас ги импресионирав сите околу мене. Откако им кажав на околу 5 минути, тогаш ми текна, сватив што всушност правев. Но сега, еве колку сме глупави. Иако сватив, јас пак го направив тоа уште 3 пати. Сакам да кажам, дали мислиш дека можеш да се молиш по 1 час секое утро 10 години, да си ја задржиш устата затворена на таа тема и да го правиш тоа само за Бог? Не, нема шанси. Амин. Дали некогаш си се молил за некого? Дали Бог им даде пробив во некоја област или може би си согледал грев во нивниот живот и се молиш Бог да им открие? Потоа таа личност дојде кај тебе многу возбудена и ти рече: нема да поверуваш што Бог ми откри, тој ми го покажа ова. Или нема да поверуваш што Бог стори, тој го стори ова. И првото нешто што ќе излезе од твојата уста е: јас се молев за тоа. Ајде, што правиме ние? Се обидуваме да добиеме малку пофалба, да добиеме гледај што јас направив, и гледате тоа се тие телесни нешта. Тоа е како го правиме ова, но не со правилната причина. Јас не морав да им кажам на сите дека сум се пресоблекал 17 пати. И сигурно не морав да го повторувам истото на 8 или 9 луѓе. Подоцна сватив. Јас само се обидував да ги импресионирам со тоа колку напорно работев тој ден. Што и да правиме во тајност за Бог, тој тоа ќе го награди јавно. Но ако ние ги добиеме нашите пофалби од други луѓе, тогаш ја губиме наградата кој самиот Бог сака да ни ја даде.
Ја раскажувам за некои од вас, ако доста ме слушате, неверојатно сте ги слушнале некои од овие случки толку многу пати, што сакате да викнете кога ќе почнам повторно да раскажувам, но тие случки имаат толку добри поуки. Прво носев еден од тие големи, како значка напишено на неа Исус. Мислам, погледни ме мене, јас сум христијанин. Бев во салон за ногти, да ми ги направат ногтите еден ден, и таму беше многу мал салон, таму работеа само две девојки, и така другата жена на која ги правеа ногтите беше медицинска сестра, исто така христијанка. Таму се восхитуваше на мојот грош и ми рече: "Јас сум медицинска сестра, работам во одделот за рак", и таа рече: "Толку е тешко кога не можам да ја споделам добрата вест за Исус со тие пациенти кои се во лоша состојба, но болницата не ни дозволува." Така јас ја добив оваа идеја која всушност не беше моја идеја. Бог ми ја стави на срце. Па зошто не и го дадеш тој грош и кажеш дека дури и ако не сподели ништо со нив, самото име Исус ќе ги благослови луѓето. Така, таа може да го носи грошот на нејзината униформа и тоа ќе им биде благослов. Јас навистина почувствував дека тој сакаше тоа да го сторам тајно, да не направам голема работа од тоа. Само стори го тајно. Јас не знаев како точно ќе го направам тоа, но еднаш девојката која ми ги правеше ноктите стана и рече: "Морам да отрчам до продавницата до нас да земам некои продукти што ги снемав." Така останавме само со жената. Јас знаев дека Бог ја среди ситуацијата за да можам да го сторам тоа во тајност. Но јас си седев таму и моето тело се препираше со мојот дух. Ајде, дали некојаш вашето тело се препире со вашиот дух? Таму некаде длабоко во себе знаеш што треба да направиш, но твоето тело сака барем малку, само малку пофалба. Те молам, само малку восхитувај ми се, само малку и кажи ми колку сум прекрасна. Ајде. И така секако јас почнав додека таа да се врати и тогаш го почнав мојот настап. Јас го извадив грошот и реков: "Знаеш, Бог ми го стави ово на срце. Зарем не звучиме духовни? Бог ми стави на срце да ти го дадам ово и да ти кажам: ако само го носиш на твојата униформа, самото име Исус ќе ги благослови луѓето околу тебе." Секако тие беа импресионирани. Тоа е толку, ти си толку добра, леле, тоа е толку дарежливо. Јас си ја платив сметката, се спремав да излезам од салонот и Бог ми рече: "Се надевам дека уживаше во тоа, зашто тоа е се што ќе добиеш." Колкумина од вас би можеле да ветите денес дека ќе излезете од овде и ќе почнете да правите повеќе добри работи во тајност, само помеѓу вас и Бог, да си ги задржите помеѓу вас? Гледате, рековте дека сакате да се доближите поблиску до Бог. Ова е тоа што ќе ве доближи до Бог, кога ќе го направите како што треба. Тешко е, телото сака пофалба и токму тоа се телесните нешта. Ако јас направам нешто за да се случи тоа, тогаш мене ме следи дел од пофалбата. Но ако треба да чекам Бог да го направи сето тоа, тогаш целата пофалба ќе му припадне нему. Па така, она што Павле се обидува да ги поучи овие луѓе е дека вие сте ослободени од законот. Повеќе не морате да живеете под него. Сега сте водени, раководени од поттикот на Светиот Дух. Можете да бидете водени од Светиот Дух, не водени од законот. Јас ви велам, вие може да бидете водени од Светиот Дух, но ако го дозволите тоа, најверојатно ќе добиете малку осудување и малку критики, затоа што нема секогаш да го правите она што сите други го прават. Кога сите твои пријатели одат на молитвениот состанок рано наутро, ти можеби не чувствуваш дека си водена да одиш. Дали си доволно храбра да дозволиш да те осудуваат и да продолжиш да го следиш духот? Можеби ќе се разбудиш некое утро и можеби ја читаш Библијата секое утро, но ова утро заради некоја причина се чувствуваш дека само сакаш да читаш од новата книга на Джойс Мајер. Патем, тоа би било толку добро. Ти навистина сакаш да ја читаш и одеднаш ще се појавува легалистичкиот ѓавол. Не смееш, мора да си ја читаш Библијата. Така си ја земаш Библијата, вртиш до каде си била на брзина, минуваш низ местото и забележуваш до каде си. И ништо не научи. Не се ниту сеќуваш на ништо од тоа што си го прочитала, но си го направила тоа затоа што тоа ти станало правило. И беше исплашена да бидеш водена од духот и да го направиш она кое што почувствува дека Бог сака да го направиш. Не можам ниту да замислам што си можела да научиш. Пробивот кој што би го добила само ако си го следила Божјето водство. Дали ме следите? Знаете ли зашто ви зборувам?
Сега, Павле ги поучува за слобода, но исто така во Галатјани 5 тој почнува да го споделува со нив многу силно дека да се биде слободен. Јас сакам да го слушнете ова, затоа што многу од ова се случува денес. Да си слободен не значи да правиш се што сакаш кога и да посакаш. Ние имаме нов закон под кој живееме, кој се нарекува законот на слободата, но всушност тоа е законот на љубовта. И така Павле рече: немојте никогаш да дозволите една од вашите слободи, нешто што сте слободни да го направите, да стане пречка на некој друг или да им предизвика болка. Гледате, затоа Исус рече дека љубовта е исполнувањето на целиот закон. Многу од правилата и прописи дури од Стариот Завет се за тоа како да се однесуваме со луѓето. Па не ни се потребни 5000 закони за тоа како да се однесуваме со другите, ако ние чекориме во љубов, секогаш ќе се однесуваме правилно со другите. Секогаш ќе бидеме добри спрема нив. Секогаш ќе се однесуваме со љубов. Така, многу грев се отстранува од нашиот живот само ако се фокусираме на тоа да чекориме во љубов и да го следиме водството на Светиот Дух, отколку патот по кој што сме чекореле во минатото. Сега ќе ви ја кажам вистината. Ако ние учиме само две работи до крајот на животот, ќе бидеме во добра форма, вера и љубов. Вера и љубов. Галатјани 5:6. Зашто во Христос Исус ниту обрезанието има сила, ниту необрезанието, туку верата која действува преку љубовта. Зар не е тоа прекрасно? Павле вели, погледнете, обрезание на вашето тело повеќе нема никакво значење. Сега имаме нов закон. Обрезајте ја вашата телесност и чекорете во љубов. Не дозволувајте вашата телесност да владее. Исечете ја, одсечете ја, следете го духот и чекорете во љубов и тогаш ќе правите се што Бог бара од вас. Знаете што? Кога ќе почнеме да чекориме во љубов, ние почнуваме вистински да уживаме во христијанството, затоа што многу е забавно да се ги тргнеме мислите од себе си кон она што може да го направиме за другите. Дали сите го веруваме тоа? Погледнете во Галатјани 5:13-15, тој вели: зашто вие, браќа, бевте повикани кон слобода. Само не употребувајте ваша слобода како повод за угодување на телото, туку преку љубов служете си еден на друг. Многу ми иритираат луѓе кои живеат неуреден живот. Велат дека им е дозволено тој, дека се покриени преку благодатта. Дозволете да ви кажам нешто. Благодатта не повикува да живееме неуреден живот и така да си поминеме. Туку не повикува на уште повисок стандард отколку законот. Законот вели не прави прељуба, но Исус рече само ако помислите на жена да копнеете по неа, вие веќе сте извршиле прељуба во вашето срце. Така, не мислите дека да се биде новозаветен христијанин е како лесно, мало патување. Ако сакате да бидете целосно посветени, не сум под законот тие били учени да даваат десеток, но Павле го употребува зборот дарежливо. Знаете ли што значи зборот дарежливо? Да се прави повеќе од колку што се бара. Па тие требале да дадат 10%, но нам ни е кажано да бидеме дарежливи. Да се биде дарежлив не значи кога е време за доброволниот прилог. Ти си го отвараш новчаникот, имаш 10, 50, 100, имаш 200, 500 и имаш 1000 и ја вадиш само десетката. Дарежливо значи да дадеш најмногу што можеш, не најмалку. Ме разбрали некој? Понекогаш јас не можам да се разберам себе си, па морам да се осигурам дека вие ме разбирате. Зашто целиот закон е исполнет во еден збор. Сакај го ближниот како самиот себе, но ако пак меѓу себе се гризете и јадете, пазете да не се истребите еден со друг. Не знам колку многу можам да зборувам за љубов. Прекрасно е што зборува целата Библија за љубовта. Тоа веќе голема работа за мене во последните 10-12 години од мојот живот, наместо да се фокусирам на тоа да ги држам сите правила секој ден. Јас само станувам и се трудам да ги сакам другите. Сакај го Исус, сакај се себе си. Да, јас реков се сакам себе си. Ти треба да бидеш самиот свој најдобар сојузник, самиот свој најдобар другар. Не биди против себе си. Ако не се сакаш самиот себе, не можеш да сакаш и некој друг. Еден од нашите најголеми проблеми сега, сите проблеми што мислите дека ги имате, твојот најголем проблем е тоа што не се сакаш себе си. И тоа е проблем затоа што ти си единствената личност од која никогаш не можеш да избегаш. Ти ќе си одиш дома со себе, ќе одиш во тоалет со себе. Каде и да одиш, таму ќе бидеш и ти.
И така, ако не се допаѓаш себе си, само што помислев колку ми не би кренали раката и би кажале јас не се допаѓам на себе си, дали некој би признал? Ајде да видиме. Погледнете. О, душа. Ќе треба да ве задржам после часот. Добро, какво право имате вие да бидете против себе кога Исус умре за да ве спаси? Кога тој ве засака? Толку многу што умре на тој болен начин на кој што умре за вас. Кое право го имате вие да бидете против себе си? Колку мене од вас верува дека сте повикани да ги сакате другите луѓе? Добра, еднес од вас рече секако. А знаете што? Вие не можете да го сторите тоа ако не се сакате себе си. Јас не зборувам за тој себичен самобендисан начин. Јас зборувам за здрав балансиран начин. Јас можам да се сакам себе си само затоа што Бог ме засака. И ако тој е совршен и тој може да ме сака, тогаш секако јас можам да ја прифатам таа љубов, да дозволам таа да тече преку мене и понатаму кон другите луѓе. Не бидете против себе си. Ајде, прегрнете се себе или нешто слично. Потоа доаѓаме до 5 глава и тој започнува да зборува за чекорењето во духот, во споредба со чекорење во телесноста. Што всушност значи да се движиме во духот? Тоа значи да ни биде навика да го следиме водството на Светиот Дух, отколку нашите лични мисли, желби и чувства. Добро, како на пример, некои од вас не планирале да се вратат овде ова попладне. Едноставно само сте сакале да ме видите како изгледам во живо и ме видовте сега и затоа нема да се вратите повторно ова попладне. Но може би имате некое мало чувство во себе дека треба да се вратите. Тоа се нарекува проверка или поттик. Малку знаете, Господ нема да ви вресне во усето. Вратете се на таа проповед ова попладне или ќе се најдеш во голема опасност. Може би сите твои пријатели ти велат, ние ќе си одиме, но ти чувствуваш дека треба да останеш. Видите, кога ние ќе почнеме да го следиме водството и правувањето на Светиот Дух, да го правиме она што чувствуваме дека Бог сака да го направиме, токму тогаш нашиот живот станува апсолутно прекрасен. Амин. Слушнете го ова. Но јас ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти, зашто желбите на телото, ова е Галатјани 5:16-26, зашто желбите на телото се против духот, а желбите на духот се против телото. Тие се спротивни еден на друг да ве задржат да не го правите она што на вистина го сакате. Но ако сте водени преку духот, вие не сте под законот. Сега, ова е она што сакам да го видите. Делата на телото се познати: блудство, нечистота, бесрамно, служење на идоли, магии, како што се гледање, бајање, непријателство, кавги, љубомора. И ова е оно што ја сакам вие да почнете да го гледате. Како љубомора, гнев и завидување. Се во истата категорија со вештерство и магии. Гнев, раздори, стих 21, завист, пијанство, оргии. Така ние си мислиме дека учество во оргии би било многу полошо од завидувањето, но за Бог тие се во истата листа. Знаете што ме загрижува? Се прашувам дали постојат одредени гревови кои станели префатливи за вас. Дали има нешто кои ги правиш и едноставно не те сметаат повеќе, затоа што гледаш како многу други луѓе го прават истото. Знаете што? Без разлика колку други луѓе прават компромис, тоа не ти дава за право и ти да го правиш тоа. Дали знаеш што е тоа компромис? Тоа значи да си дозволиш да направиш нешто малку пониско од тоа што знаеш дека е правилно. Јас барам од вас да ги следите вашите срца. Следете го водството на Светиот Дух. Бидете доволно храбри да дозволите да бидете водени од Духот и не дозволувајте вашиот живот да биде само правила и прописи. Бог те сака безусловно и тој секогаш го сака најдоброто за тебе. Кога ти ќе го следиш него, тој никогаш нема да те остави. Она што го видовте денес е само дел од серијалот од книгата според Галатјаните.